активно бркање на автобус резултира во кардио пред тренинг. Ете го одговор зашто ја не правам кардио пред тренинг. Денеска ќе патам нешто дел од тренингот за гради и пробратно на тоа ќе го оставам видеото што не снимав. Видеото кој се снимав кога пробав PR нов 140 кила и испадна дека не го кренав еднаш, што го кренав два пати. Видеото ќе го оставам по завршениот денешен тренинг. После тоа следува нова рецензија, идеме на да кажем брза храна, хамбургери. Не знам како беше тоа, да не кажам погрешно, Бургер Хаус или нешто така во Девар Мало. Па да видиме што имаат они и дали е тоа добро за булк, за кат или за што више. За прв пат ќе снимам во 4K 30 FPS. Не знам како ќе биде ни квалитетот, ни звукот, пошто камерата е во, да кажем тоа, што ја пази да не се скрши оклопот. Ете го бенчот. Денеска ќе испукам гради, трицепс и можеби бицепс, зависи како ќе иде со време и што ќе ми се вежба. Нешто многу ме боли десниот зглоб. Не знам зашто, многу крцка. Ќе искористам еден од тегачиве за зглоб. Кој кревам тешко може и двата. За PR денеска нема ни по точка разна се обидувам. Видеото кај што ги направи 140 кила два пати ќе го оставам сега, после овој вовед во теретана. И тоа било тоа. Со суплементи се снабдив, земав нешто ново, ќе направам посебно видео за тоа, е новиот шейкер, доста добар, пошто има две комори за надоле да можам да чувам и за време на тренинг да се пие ладна лимуната, homemade. Веќе недела дена секој ден растворам, никако да го погодам со односот на шекер со лимун, ама конечно го погодив и тоа е тоа што го сакав. Што ќе направам денеска тренинг? Ајде сменам оку, кадар, ало, ќе се направи бенч, ќе се направи пуловер, чест прес исто така, ќе видам дали инклайн бенч тука или на Смит, уште некоја варијанта од флайс, тоа било тоа. За трицепс потисок со права шипка со јаже, overhead extension, тоа било 3 некои вежбици. И ако остане за бицепс, ќе се направи curls, standing со шипка, со бучици, може би preacher или concentration curl, нешто тоа. Ќе видиме pump check, ако успеам да направам, како, на што ќе личи, и тоа би било тоа. Останете во видеото и се гледаме на нареден кадар кај фуд рецензијата. Тоа е тоа. И да, тоа беше бенчот од 141 кила, два пати преземено од мојот TikTok. Тренингот помина супер. Сепак направив гради и бицепс, а не трицепс. Нешто направив и врат, тоа не го снимив. Немав како искрено. Сега идеме на food review. Местото ќе кажам кога ќе стигнеме тамо, пак го заборив името, да не грешам. И нормално каснам пошто нема автобуси. И тоа убаво ќе закаснам едно пола сат, мушки. Другарот што ме чека, ќе ме дочека. Тоа било тоа. Ќе се видиме таму. Еве сме тука. Значи, два големи пофрита.
еден нешто пилешки начо врап и еден нешто soft chicken cheeseburger нешто. Cheese soft burger, Не се чита, јеви га. Квалитетов не знам како. Прв печаток е дека е скапо. Арно, ама, да дојде храната, пак ќе видиме. 15 минути се чека. Со оглед на тоа што е празно сегде, може и малце побрзо, ама добро ајде. Да дојде храната, пак ќе збориме. Тотал 680. Без пиење. Пиењата беа од трафика, пошто се скупи. Полака. Еве што добивате за 360. Па сега, нека си процени секој дали вреди или не вреди. Хамбургеров, чиз софт, има од секој нешто. Искрено, личи пуно. Личи и поприлично, средно да кажем, имало и поголеми. Конфритов, добар е, голем е. Сега, два соса и его ова, вработ. И тоа е добар. Искрено, вработ вреди. Ајде, ама хамбургерот малку слом. Од 260, како за гирото што кажав, моја проека да ви е 230, ајде. Друго, добро беше со време, кажа 15, го донесе за 10, ајде. Местото е уво. Има телевизори. Зашто е празно, не знам. Значи, уште да се проба останува и да се даја убава оценка. Менјаме апарат. Значи, го пробав, се гледа дека е гризното, колку толку. Ајде сега. Вкусот, искрено да бидеме, добар е, одличен е, убав е. Има некакви сосови, има нешто све правено. Да, не лажам, добар е. И сега, идеме целокупна оценка да се даде. За 360 го добивам ова тука, со два соса, кетчап и мајонез. Дали ќе ме најде, ако сум фул гладен, нема дефинитивно, ми треба барем уште еден да ме најде. Ама тоа е според мене, значи да гледаме од обичен човек просечен ќе го најде, некој со 70 кг да дојде тука. Топ, ќе се најде, ќе му биде убав амбиент, убаво место. 15 минути сосема легитимно да си направи некој муавет со девојка, дечко, другар тамо. Така да, идеме оверал, па ќе пресметувам после еверич што ќе биде. Значи како оценував за Gyro House? Да, ама што оценував? Оценував амбиент, оценував храна, оценував услуга, тие три ли? Па е бараме аритметичка средина. Значи, амбиент, петка чиста, искрено. Боље од Gyro House, не викам не. По овој локација све. Услуга, знаете зашто? Ќе дам четворка, пошто му падна кетчапот и мајонезот. Да не му падне, ќе дајав петка. Искрено, човекот беше добар светот, ама му падна е тука вака, не се отворија, затворени беа. Се извини, кажа ќе донесе ако треба нови, ја реков не треба. Само за тоа ќе дам четворка Што ми е Зашто да биде све 5-5-5. И сега имаме што требаше да вкус. Вкусот е петка. Ето, и тоа е петка, значи 5 и 5 4, 5 и 5 4, слушај мене ураз. 5 и 5 10 и 4 14. Имаме 14 делено на 3, колку е? 4, колку? 5, така. Ако е 4,5, главната оценка на крај е петка. Па тоа би било... Или не? Кај Gyro House... Кај Gyro House не, помалце беше, кај Gyro House дава 2 четворки. Значи, вкупната оценка е петка. За Угореков Burger Factory, така му името. Сега не сум со професионални камери и апарати, па да направев некој видео да имаат што да репостнат. Ама, тоа е, колку толку, да си знаете, уште едно место. И според тоа што реков Cut Bulk, значи во менито има многу ставки, пилешки работи, глупости едно друго, мислам не глупости, туку знаете што зборам. Така да, ако сте на Cut, ова, врапов тука, пилешкиов, значи топ. А ако сте на Bulk, ќе си земете едно вакво. Имаше дури поголеми појаки, ама не сакав да зимам толку. Така да, респект, Burger Factory, GG. Значи, Тањеров, даскава е празна. Рацеве, може да ми се видат.
Значи хамбургерот што е добар се распаја. Значи се направи свиња. Тоа е до мене, не е до хамбургерот. Помфритот остана. Идеме сега и него да го свиниме. И кој што реков, поверал оценка на крај за Бургер Factory е 5. Посетете го. Искрено дали би дошол тука пак ќе дојам. И да се проба нешто друго од менито чисто онака. И тоа е тоа. А еве другаров Врапов што го партализираше, не се испрља пошто е не се распајате. Така е. Па што изгледате ова видео, ставете лайк, subscribe, шернете го. Се гледаме во некој од наредните.